По кој знае кој пат се чисти ова депонија и за жал еве денеска повторно сме тука, повторно во соработка со Македонски железници, фирмата која ги изведува градежните работи на оваа локација на пругата. Правиме една заедничка акција со јавното претпријатие Чистота и зеленило од Куманово за рачистување на оваа депонија. Како и секоја година упатуваме апел до граѓаните да се воздржуваат од фрлање на отпад на оваа локација. Она што се наши информации кои што стигат до службите на јавното претпријатие дека претежно ова депонија ја создаваат оние диви превозници со импровизирани мотокултиватори и такви возила кои што при собирање на отпад од граѓаните од домаќинството ја користат токму оваа локација за да го исфрлат сметот, иако имаат можност да одлагаат смет и на самата градска депонија по повластена цена. Како јавно претпријатие направивме неколку обиди за спречување за создавање на оваа депонија. Општина Куманово имаше и поставено и детско каче, се со цел надевајќи се дека ќе ги одвратиме оние несовесни граѓани од несоодветно одлагање на отпадот на оваа локација. Како јавно претпријатие на долниот дел од оваа страна имаме поставено неколку контејнери кои што иако обврска на јавното претпријатие беше да се исфрлаат 2 пати неделно, овие контејнери се празнеа секојдневно, па дури и се случуваше и неколку пати во текот на денот. За жал, по некое време на контејнерите првично им беа извадени тркалцата, за да утре дента комплетно бидат запалени самите садови за смет. Ние како јавно претпријатие пријавивме во кај надлежните органи, односно СВР Куманово. Истите беа заменети, беа донесени нови садови за смет и пред месец дена повторно истите садови за смет беа запалени и ние како јавно претпријатие веќе немаме ниту можност, ниту капацитет без помош од надлежните органи да се бориме со ова појава која што се случува тука. Инаку како јавно претпријатие во оваа година имаме исчистено преку 20 диви депонии на територија на општина Куманово, како во централно градско подрачје, така и во околните населби и села. Мене нај што сум заинтересирана е апелот на нашите сограѓани кои живеат во околните згради поради неможност да отворат прозорци, неможност да излуфтираат, неможност да излезат во своите дворови. Велат дека тука не се живее и дека често пати размислуваат и да си ги продадат становите. Не може Куманово да биде заложник на група граѓани. Ова се група на граѓани кои профитираат од смет, со депонирање на смет тука, нелегално депонирање. Од инспекција за животна средина имам сознание дека станува збор за некој сив там, за некој зелен там, значи се знаат сторителите, меѓутоа никако не може да се дојде до нив. Најчесто кога се пријавува до СВР се вели дека такви регистарски таблички не постојат, значи кога пријавуваме до животна средина велат дека сторителите кога го палат или кога фрлат отпад најчесто не се на терен, местното население не се работува, не се издаваат, не си ги кажуваат имињата. Сите ги знаат, ама никој ништо не може да не презема или вели дека не е нивна надлежност. Зборував со инспекторот за животна средина Бобан Бојковски, кажува дека тие до 4 сат работаат, дека комуналните редари најчесто се на терен, гледаат сторители, меѓутоа и кога ги легитимират, најчесто се тоа социјални случаи кои не подлежат на глоби. Најчесто се тоа луѓе кои па и не сакат да се легитимираат и мора да има една акција заедно со СВР. Јас предлагам заедно и со советници, затоа што имаме советници од ромска националност и од опозиција, разговор со местното население. Можеби ова е проблем што треба да се реши посуптилно во разговор со населението, со невладините организации, да видиме кај е навистина проблемот. Јас не верувам дека во ова време има човек што не може да се вработи и кој мора да живее од отпад. Овдека е селектирано, овдека има отпад од градежен смет до мебел, до обичен смет, значи се живо и диво се фрла тука. И тоа не е смет само на ова население кое живее овдека, туку е смет на цело Куманово. Најчесто ние, затоа што сме многу хумани луѓе,
па своите износени алишта, својот дотрајан мебел го даваме на социјално загрозени категории на личности. Тие нормално што им треба им ќе си го задржат, што не треба тука го офрлат. Во секој случај децениски проблем кој треба суштински да се реши во соработка со чистота. Можеби треба да видиме горе меѓу населението дали доволно има садови за отпад, што се случува, кога се собира ѓубрето, значи да видиме и предлагам дека тоа ќе биде една заедничка акција со сектор за превенција. Претпоставам дека ќе бидат тие што ќе влезат во пресрет на една ваква екипа, советниците од Советна општина Куманово, јавното предпријатие Чистота и зеленилна инспекцијата, да одиме невладините организации, затоа што тие најубаво знаат што се случува во местното население. Мислам дека овој проблем мора некако да се реши.